вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски. Американската државна секретарка Хилари Клинтон се наоѓа на меѓународна безбедносна конференција во Тајланд. Пакистанската армија соопшти дека убила 50 милитанти во судирите во немирните делови од земјата. Талибанските милитанти пак убија најмалку 5 лица од безбедносните сили во источен Авганистан. Започнуваме со преглед на најновите вести. Според портпарол на Талибан, група од 15 милитанти извршиле бомбашки напади во Гардес, главниот град на источната провинција Пактика. Локални представници велат дека во престрелката со безбедносните сили би убиени 4 милитанти, меѓу кои двајца бомбаши самоубици маскирани во женска наметка бурка. Во источниот град Джалалабад најмалку двајца бомбаши били убиени во престрелка со полицијата, кога се обиделе да нападнат база на американските и афганистанските сили. Афганистанската армија пак соопшти дека во операција во северната покрајна Кундуз биле убиени 13 припадници на Талибан, а 12 ранети. Во борбите загинали и 5 афганистански војници. Во најновата операција во неделата и понеделникот во областа Долен Дир, во северозападната погранична покрајна, биле убиени преку 50 милитанти, загинале 3 војници, соопшти пакистанската армија. Армијата во последниве месеци врши интензивни операции против милитантите на Талибан. Офанзивата најпрви беше насочена на долината Сват, но од неодамна се сврти кон племенските области на границата со Авганистан. Според армиски податоци, досега биле убиени околу 1700 милитанти, но таа бројка не може да биде потврдена од независен извор поради тоа што новинарите имаат ограничен пристап во зоната на борбите. САД ја сметаат загриженоста за армиската соработка меѓу Северна Кореја за мощна сериозна, изјави државната секретарка Хилари Клинтон, која во Тајланд разговараше со тамошниот државен врв, а ќе учествува на регионална конференција за безбедност. Можната армиска врска меѓу Северна Кореја и Бурма се најде на насловните страници во јуни, кога американската морнарица започна да следи севернокорејскиот брод за кој се веруваше дека е на пат за Бурма со сомнителен товар. Соединетите американски држави се определени за силни и просперитет на Украина и чекорот за обновување на односите со Русија нема да биде на незина сметка. Вака вели американскиот потпредседател Џо Бајден, кој говореше во Киев на почетокот на тридневниот престој во регионот, при што ќе ја посети и Грузија. На пресконференција со председателот Јушченко, Бајден рече дека САД енергично го поддржуваат правото на Украина сама да реши каде ќе членува. Русија е енергично против украинското членство во НАТО со образложение дека тоа ќе ја наруши традиционалната сфера на влијание, доколку на незина граница има земја членка на НАТО. Владата на председателот Обама го пречекори само зададениот рок до вторник да изготви детален план за осомничените терористи притворени во базата Гвантанамо на Куба. Владени лица соопштија дека рокот за работната група предводена од Оделот за правда да поднесе извештај е продолжен за 6 месеци. Комисијата објави само привремен извештај што сумаризира како ќе биде кривично гонети 229 притвореници во Гвантанамо. Рокот е продолжен и на другата комисија што ги истражуваше техниките на испрашување на затвореници за 2 месеца. Гувернерот на Калифорнија Арнолд Шварценегер постигна договор со лидерите од обете партии во Сенатот на оваа сојузна држава за буџетскиот дефицит од 26,3 милиарди долари. Договорот вклучува кратење на буџетот од 15 милиарди долари, но не и широко зголемување на даноците. Републиканскиот гувернер не даде детали за компромисот, но наводно во буџетските кратења се вклучени некои популарни демократски програми, како здравствената заштита на децата, јавното образование и помошта за сиромашните и постари лица. Претходно, поради тоа што Сенатот не постигна согласност за буџетот пред почетокот на новата фискална година на 1 јуни, Калифорнија за прв пат по големата депресија од 30-тите беше приморана да започне да издава обврзници, дека ќе плати за направените трошоци. Во продолжение на News Flash, спуштањето на човекот на месечината пред 40 години беше кулминација на неговиот вековен сон. Мисијата на Аполо 11 сепак означи нова фаза во развојот на американската вселенска програма.
Американците беа горди на спуштањето на месечината, особено бидејќи заостануваа зад Советскиот сојуз на почетокот на вселенската трка. Джим Бурк знае од прва рака, бил инженер на НАСА во тоа време. Бевме во енергична трка со решителен противник, подготвен да стигне пред нас на секоја нова дестинација во сончевиот систем. Извонреден надпревар, ентузијазам на обете страни. Соединетите американски држави до 1972 испратија уште 5 човечки екипажи на месечината. Овете земји продолжија и со мисиите без луѓе. Испратија сонди во оддалечените краишта на сончевиот систем, а потоа дојдоа роботските возила на Марс. Вселенскиот телескоп Хабл од орбитата на Земјата понуди спектакуларни погледи на далечни галаксии. Во 1980-тите САД се насочија на Space Shuttle мисиите во орбитата, а од 1988 и до меѓународната вселенска станица. Две трагедии донеса промени во американската вселенска програма. Шатълот Челенџер експлодираше по лансирањето во 1986, а Колумбија се распадна при враќањето во 2003. Тоа доведе до преоценка на програмата и нова заложба за подлабоко вселенско истражување. Во 2004 председателот Џорџ Буш објави нова цел – човеково враќање на месечината до 2020, а потоа, од неа како база, испраќање човечки екипаж на Марс околу 2030. За човекот кој прв стапна на месечината, тоа е само прв чекор. Аполо 11 покажа дека човештвото не е бесконечно заковано за Земјата. И други земји во меѓувреме започнаа со вселенски одисеи. Прв кинески астронаут во орбитата во 2003. Индиска сонда се спушти на месечината ноември минатата година. 40 години по спуштањето на месечината, погледот на човештвото и натаму е насочен кон небото. 7, 6, 5, 4, 3. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.